почнуваме со тема 5 екологија. Многу ја сакам оваа тема, наставничка. Што ќе учиме денес? Малку нешто непознато, адаптации на детритивори, тешко име, но ќе објасниме што е тоа. Еве ги целите да се запознаат со организмите кои се хранат со мртви органски материи, предизвикуваат распаѓање и како копнените ракчиња, сапрофагите, се адаптираат во средината во која што живеат. Сега, за да можеме сето тоа да стигнеме ние нели до целта на часот и до овие цели да ги научат децата и да ги разберат што е можно поубаво, ќе почнеме од почеток, односно ќе почнеме од разградувачи. И да повториме сега, нели? Јас постојано зборувам во изминатите часови разградувачи. Може ли, Ана, да ми помогнеш малку? Добро. Разградувачи се бактериите и габите кои се хранат со мртвите тела и ги разложуваат. Тие се корисни затоа што ги разложуваат органските материи на неоргански кои ги користат растенијата за фотосинтеза. Така. И еве пак тука кругот, синџирот на исхрана. На крајот завршуваме со разградувачи, габите и бактериите, кои што мртвите тела, мртвите организми ги распаѓаат, се исхрануваат на таков начин, а молекулите, минералните материи, водата ги таложат во земјата. И што ќе се случи сега? Произведувачите имаат што да користат разградувачите. Ете така. Значи, многу не може да го замислиме животот без нив. Навистина не можеме. Ќе се буткаме за простор ако ги немаме нив. Ако никој не се разложува од кога ќе умре во светот, Така. Сега прашањето е дали само мртвите тела содржат органски материи. Дали имаме освен мртви тела, дали имаме и други отпадоци? Имаме отпадоци од растенија и отпадни продукти од животни. Сето она што го јадеме, јаболкото кога ќе го излупиме, имаме отпадок. Бананата кога ќе излупиме, имаме отпадок. Ете така. Значи имаме и од растително и од животинско потекло, имаме отпадни продукти. И сега има организми во природата кои што се хранат со таквите продукти. Значи не само со изумрени организми, туку и со отпадоци од изумрените и од организмите и од изумрените организми. Тоа нешто се вика детритус, таа органска материја се вика детритус и заради тоа организмите се наречени детритивори. Детритивори или сапрофаги. Тоа се имињата на биолошките имиња на овие организми. Сега да се запознаеме со нив кои се. Ги знаеме сите. Дождовен црв. Така. Полжав, морска звезда, стоногалка, копнено ракче, мува. Така. Почва, површина на почва, почва и површина на почва, на површината на почвата, мувата и во атмосферата и на површината на почвата и на океанското дно. Ете така. Значи сите овие, чистач представува во океаните. Сакам да кажам дека сите овие навистина прават многу голема работа во природата. Вика се исхрануваат со мртвите тела или отпадни продукти од растенијата и животните и при тоа и тие си имаат корист, но имаа корист и целата природа. Така, заради тоа што предизвикуваат распаѓање, но и минерализација на почвата. Сега ќе видиме таа минерализација како се случува, каде се помагаат. И вика како да ги искористиме растителните отпадоци. Сите отпадоци кои што имаат животинско или растително потекло спаѓаат во групата на биоотпад. Биоотпадот, да не зборуваме дека не сме доволно развиена земја, но во многу развиените земји многу се обрнува внимание посебно на биоотпадот. Дури нели знаеме дека биогориво се добива од вакви остатоци од биоотпад. Ние најмногу што можеме да направиме во моментов локално, секогаш нели треба да си почнеме од себе си, ако имаме некое парче место, ако имаме двори, ако имаме некое делче, можеме да го заградиме и да го изведуваме процесот на компостирање. Односно да ја селектираме таа отпадна храна, растителните отпадоци или отпадоците од храна што ги имаме во домот и да го правиме процесот на компостирање.
Еве што се случува при тоа. Како се добива компост? Значи заграден дел мора да биде заграден вака убаво. Да го истураме таму. Треба претходно земја да има во... Треба да има земја, да истураме отпад, повторно земја да му ставиме и да ги оставиме. Од на одредено време се меша сето тоа за да може да се забрза процесот, затоа што микроорганизмите, разградувачите им е потребно одредени услови за да можат да го забрзаат процесот на минерализација, односно на добивање на компост. Вика, со компостирање може да го намалиме отпадот за 1/3. Така. Многу важен податок. Навистина многу важен податок. А ние малку неодговорно се однесуваме со сето ова. Па знаеме како во една кеса се ставаме и од растително и батерии и А можеме да ги селектираме, да ги се искористат селектираме. после Точно така. Тоа се корисни нели за другите живи организми. Да. Еве го дождовниот црв. Што прави дождовниот црв за да може ова да го направи? Значи, навлегува во компостот, каде што има остатоци од органска храна, се исхранува со нив, патува храната низ целото црвче и излегува веќе расипната остатоци од органската храна, заедно со почвата која што ја голта, не може да ја одвои секогаш, нели? И секогаш околината е убаво фино растресита, како шуплини да има таму каде што ги има црвчињата. Ете така. И еве тука исто најчесто и листовите кои што паѓаат на есен или од дворовите најчесто тревата која што ја косиме може да се искористи да се стави таму. И кажавме дека потребни им се услови. Топлина мора да имаат, да има вода, влага доволно да има и да има доволно кислород за да се забрза процесот на распаѓање, односно процесот на обработка на оваа органска материја. И секогаш кога се резултатот, продуктот е убава хумусна почва, која што има темна боја, која што има многу минерални материи, има доволно влага и не знам некогаш дали сте саделе цвеќиња или сте фатиле хумусна почва како е помокра од таа другата од обична почва која што има. Така се разликува. Не само што е пакувана во кесички, туку и вистински во природа, под дрвјата, да се собере таква почва, многу е слична. Многу е слична таква исто, растресита, темна, со темна боја, со шуплини доволно и така. И сега, целта на оваа лекција ни е баш да се запознаеме со еден од видовите на детритивори. Го имаме кај нас, многу и вие го знаете, само не сте биле свесни за тоа. Да, веројатно. Ако некогаш камчиња тргате така плочкасти камчиња или било кој, одоздала има немалецки животинки како топче некогаш се виткаат како во топченце. Тие се копнени ракчиња, спаѓаат во групата на членконоги, или детритивори, односно дрвеници. Другото име им е дрвеници. Зошто дрвеници? Бидејќи се хранат со дрва кои што се распаѓаат. Така. И сега ние имаме еден експеримент да откриеме како тие се адаптирале за да преживеат и како можат да преживеат. И тој експеримент ќе ви го објаснам сега малку во живо, малку преку фотографии. Во ред. Така. Овдека така. Интересно. Ви донесов еден пример. Еве вака, една Петриевка, односно ова представува комора, треба да биде и поделена е на 4 дела. И ова се наречени комори по избор, бидејќи ние си избираме како да ги наместиме коморите. Може да ги покажеме? Може да го покажеме тоа. Како изгледа? Ете го. Ете така. Значи поделени се на 4 комори. Така. Во едната комора има памук, во другата исто така памук и песок во другите две комори. Потребни се и вакви две темни хартии. Сега јас немам баш таква оригинална комора, тука треба да има отвор, за да можеме ние малите животинки да ги ставаме внатре. Добро. И сега треба да истражиме ние кои услови им одговараат најмногу на дрвениците, за да можат да си живеат нормално во нивната животна средина. Ајде. За таа цел правиме експеримент, односно ова ќе ни биде сув дел, а ова ќе ни биде мокар дел заради тоа што памукот повеќе ја задржува водата. Значи сега треба да го испрскаме памукот со вода, а песокот да го оставиме сув.
вториот услов што треба да го истражуваме е светлина и темнина. Па затоа, едно темно и едно светло кај памукот, И едно кај едно светло и едно темно кај песокот. Се покрива тоа, а тоа не кажав, овдека треба да има вака како тука што сум направила како лавиринчиња. Гледате како малку за да може да си се шетаат, за да може да се движат преградата, да не им биде бариера за да не може да се придвижат. Така. Ете така. Ма како ќе знаме така во кои услови обстануваат? Ако се движат? Темно, ќе видиме после некое време каде има најмногу. А, каде има најмногу, тоа уствари треба да ни каже, добро? Не сум довршила. Значи, ако имаме можност, би можеле да ставиме по 5 животинки тука, по 5 дрвеници во секоја комора, или некогаш на YouTube сум гледала видеа од овој дел тука отворот, ги пуштаат дрвениците и сега ги оставаат одреден период да видат каде тие најмногу ќе се насоберат. Според сето тоа што го истражувале, се открило дека темно и влажно најмногу им одговара. Сега ќе го видиме тоа и преку фотографиите, да. Добро. Еве ги тука. Еве ги истите оние нешта кои што сега ви ги објаснив. Еве ги комора по избор. Еве ги потребните материјали кои што се. Еве ги средините кои што ги обезбедуваме ние во секоја од коморите, влажна средина, сува средина, влажна и темна и сува и темна. И ставаме дрвеници и по известно време треба да забележиме во кој дел најмногу ќе се распоредат. И еве на последната фотографија. Темно и влажно најмногу. Темно. Ете така, гледате како си се придвижиле тие во оној дел, таму каде што има најдобри услови за живот за да можат да преживеат. Заради тоа што навистина, кажавме преска, секој жив организам заслужува живот. Точно. Добро, може да им кажеме исто на децата зошто е важно да се користат органски материјали. Зошто тие се распаѓаат, се она кое што е неорганско ми треба многу подолго време за да се распадне, нели? Така. Да. Се оди кон тоа да се заменуваат кесите за во продавница со биоразградливи или хартиени кеси за да го намалиме отпадот. Навистина многу отпад се создава и треба да бидеме свесни кон намалување на сето тоа, посебно кон сите оние продукти кои што ги купуваме во 10 хартии за виткани. Да, 10 пластични кеси, кеса во кеса. Ете така, и сето тоа предизвикува дополнително, а не знаеме потеклото како му е произведено, дали е на хемиска база или е биолошка база. Така, но треба да внимаваме на тоа. Ние да бидеме секогаш да делуваме локално. Така. Јас имам едно прашање. Не научивте пред малку како се прави компост и како е процесот на компостирање. Што се прави со тоа откако еве на пример јас одлучам да направам една така како корито, земја, ставам таму работи, направам компост и после што пробам со таа земја? Ако имате можност да одгледувате растенија, таа е погодна. Например, таа е најпогодна и најубава земја, најубава почва за да може да се одгледуваат растенија. Саксиите да се обнови, нели, и да немаме балкон само или тераса или само цвеќиња да сакаме да одгледуваме, доволно е да си го употребуваме тоа во секојдневниот живот за нас. Ви благодарам, наставничке, многу. Ви благодарам и јас. Ние веќе завршуваме со денешното училиште, но се гледаме и утре. Чао, чао.